сабота, нашето време за едукација. Јас сум Ивана, ако си прв пат на мојот Инстаграм, ако прв пат ме гледаш, јас сум Ивана Спасовска, сертифициран ароматерапевт и советник за хомеопатија и креатор на природна козметика. Здраво, Јасмина, баш ми е драго што си вечер тука со мене. Здраво, Кристина. Јас ќе почекам додека останатите се вклучат и бидат тука заедно со мене. Ќе спомнам она што е актуелно моментално кај мене, тоа е менторството за хомеопатија. За сите оние кои што сакаат да работат со акутни состојби исто како мене. Менторство кое што ќе ги водам во следните 6 месеци, доколку се пронајдеш во хомеопатија и тоа е нешто што би сакала да го работиш. Пиши ми за да ти испратам повеќе детали. Следното што сакам да го напоменам, да не го заборавам, пред да започнеме со лекчето, е за хомеопатскиот сет со 12 лекчиња, кои што јас ќе кажам, ова е домашна мини аптека која што ќе ви покрија 80 до 90% од акутните состојби, кои што можете секаде со себе да си го носите, посебно секако што доаѓа и летниот период, каде што ќе има повеќе патувања и одмори, така да би бил одличен избор да си го имате при рака. Денеска ќе зборуваме за едно интересно лекче. Мислам дека многу не го имам спомнувано, меѓутоа е многу корисно. Тоа е лекчето хистаминум. Значи тоа е хомеопатски антихистамин, да го кажеме. И има она истата функција на хистамин што го земаат од аптека, само што овој антихистамин нема несакани ефекти како хистаминот од аптека, затоа што тој хистамин од аптека само ги супресира се повеќе симптомите подлабоко во телото, во организмот, и после тоа настанува буквално, да кажеме, една бомба, затоа што ќе ја супресира до одреден левел, додека трпи организмот, и после тоа кога веќе нема да може да супресира да трпи, буквално ќе експлодира, да кажеме, и тогаш стануваат многу агресивни симптомите. Затоа ние го имаме тука хомеопатскиот хистаминум, и извадокот за тоа лекче ќе биде од оваа книга за акутни состојби од Лиса Стрбац. И е одлична книга за сите, да кажам, почетници кои што би сакале да знаат нешто повеќе, и има доста опишани лекчиња за акутни состојби кои што се многу корисни. Ајде да видиме од што е направен хомеопатскиот хистамин. Хомеопатскиот хистамин се подготвува од хемиското соединение хистамин. Значи тоа е биогена супстанца која игра улога во многу физиолошки процеси, вклучувајќи имунолошки одговори и алергиски реакции. Се користи за, зашто се користи намерно? Значи се користи за алергиски реакции, сите симптоми на кожа и слузници при алергии, воспаление на слузници, црвенило и печење на кожата, црвенило и топлина на лицето. И исто така до црвени како пликчиња што се појавуваат, што знаат да се појават некогаш како уртикарија, таков осип кога има, и кога се чешат, кога ги чешаш, она чувствуваш подобрување, дека ти е подобро, иначе се намалува чешањето, значи такви како плускавци црвени. Кои се клучни симптоми? Значи ова најчесто лекче што го користиме кога има уртикарија, кога има алергиски реакции, значи алергиски реакции кога може да има и осип на кожата, меѓутоа исто така кога има и кивање, кога има она кивање, баш непрекинато кивање, почнува носот да тече, кога има сувост на слузници, црвенило и печење, губење на вкус, печење во нос, грло и уши, баш она сезонска алергија, што кај некој се јавува, кај некој може да се јавува и во текот на целата година таа сезонска алергија, вртоглавица, пецкање во градите, рабовите на очните капаци, значи се црвени, жолт секрет под очите, за конјуктивит, значи може да помогне, за инсекти каснувања, значи кога ќе имаме инсект кој ќе не касне и кога ќе имаме реакција на тоа,
може да помогне и за сипаници, значи привари чела, го намалува чешањето и симптоми на сезонски алергии. Кои се менталните симптоми? Менталните симптоми нестрпливост, чувствителност на најмали дразби, што ги предизвикува симптомите, значи алергиски реакции и каснување од инсекти, се влошува од топлина, значи кога си или пак кога си надвор на сонце се влошува, или пак кога си во топла просторија се влошува целата состојба и при движење, а се подобрува од вентилатор, значи струење на воздухот, или кога ќе се искочи на свеж воздух, доколку не е надвор многу жешко. И притисок. Притисок се мисли, например, на местото да се притисне, по таков притисок се мисли подобрување, значи подобри се, значи не чеша, не пече и така натаму. Значи не е нешто многу долго лекче, меѓутоа и така има од голема помош. Сум видела кај сите оние што си имаат алергии, алергиски реакции. Ова е едно од лекчињата што исто така кај Максим знам да го давам кај мојот поголем син, кога, например, со лекчето блата во комбинација, например, кај него кога ќе започне некоја настинка, меѓутоа настинката ќе започне со сува кашлица и кога знам дека веќе ми дава некои знаци дека може да развие алергијата што има во него и да настане, значи, со обструкција и блата со хистамин сум ги дозирам заедно, ги давам. Меѓутоа ова лекче исто така може да помогне и доколку имате некоја алергија, ќе добиете осип на телото, го намалува чешањето. Или пак сезонска алергија, освен онаа комбинацијата што јас сум ви ја кажувала, комбинација три лекчиња во едно за сезонски алергии, комбинацијата, меѓутоа одлична комбинација која ќе се додаде и хистаминот со него, да кажам, има на некој начин дупли ефект, побрз ефект, да кажам, кога ги даваме во комбинација заедно со хистамин. Кај некој па има и само за сезонски алергии, некој па само хистамин си го взимаат и имаат супер резултати. Значи овој хистамин не супресира, значи не бутка подлабоко во организмот хистаминот, него го регулира хистаминот што го имаме во организмот. Затоа што кога се јавува алергиска реакција, посебно кога стана збор за сезонските алергии, значи кога ќе го надмине левелот на хистаминот и нашето тело повеќе не може да се бори, значи хистаминот го надминува левелот колку што може нашиот организам да се справи со него. И кога ќе го надмине левелот, се јавуваат симптоми како кивање, чешање на очи, нели печење, кашлање и така натаму. Меѓутоа исто така хистамином е одлично лекче доколку се појави некоја реакција или од инсект ако е каснување, или пак уртикарија, например, ако има некоја алергиска реакција од храна. Тука најчесто го даваме апис како прва помош, меѓутоа може заедно да се комбинира и со хистамин, доколку има и чешање и црвенило по телото, посипот. Апис со хистамин би било одлична комбинација за да има да даде побрз ефект, за да се регулира таа алергиска реакција. Нели секако, кога станува збор за ова, морам секогаш да го нагласувам, бидејќи сум мајка на дете што имал така бурна алергиска реакција и секогаш морам да го спомнам ова, дека кога станува збор за алергиска реакција, посебно овака од храна, каде што е со отекување, каде што е со гушење, значи тука мора да се побара одма медицинска помош. Меѓутоа, додека да се добие таа медицинска помош, апис стварно може да спаси нечи живот, додека се добие таа медицинска помош, меѓутоа мора секогаш да се побара медицинска помош кога стана збор за алергиска реакција кога е со отекување. Исто пред, да кажам, некое време, баш имаше една мајка ме прашуваше, затоа што мене не ми беа познати овие теми, и јас ништо не знаев за алергии, затоа што јас не сум имала алергии, во моето семејство немало алергии. Кога сум учела моето друштво и така натаму, значи буквално не сум била запознаена, да како поим дека постојат, меѓутоа никогаш не сум била во контакт во тоа да видам како изгледа
кога е животно загрижувачка алергиска реакција. Значи, кога е во животно загрижувачка алергиска реакција, отекувањето започнува, значи, моментот доколку е од висок степен, при самото внесување, при самиот допир, значи може да, меѓутоа не секогаш, ова исто сакам да го нагласам, дека не секогаш може да биде од храна, значи може да биде од нешто надворешно, например мачкање. Затоа секогаш препорачувам кога се мачка нешто кај деца, посебно кои што се склони на алергии, кои што знаат дека имаат алергии на храна веќе, како што например јас кај Максим секогаш сум била предпазлива исто така за ако требало нешто да се мачка, затоа што кога и на кожата, кога се мачка нешто, ако е алергично на таа состојка, исто може да дојде до отекување. Така да и на тоа треба да се биде внимателно, да се бира внимателно, или пак јас секогаш кажувам, значи како ќе знаеш, нели нормално, кога треба да се мачка нешто на кожата, нели не знаеме дали би изреагирало или не. Секогаш кажувам да се стави на мал дел и најчесто на овој дел тука, зашто овој дел тука е многу нежен. И тука е на многу мал дел да се намачка и за 24 часа до 48 часа, ако не даде црвенила, ако не даде осип така натаму, може да се намачка или да се пробие на поголема површина, значи дека нема алергиска реакција на некоја состојка од, например, доколку сакаме нешто да аплицираме на кожата. Исто така, тоа што сакам да се надоврзам, да не заборавам, значи доаѓа до отекување и може, например, да има и повраќање, може да има дори несвестица. Меѓутоа, не секогаш се јавува, затоа што една моја клиентка кај нејзиното дете се појави првите симптоми после неколку часа, значи внесување, значи малечко бебе, 7-8 месеци, така нешто беше, и нова намирница внесена, и вечерта приметила дека кога давала шишето со млеко, дека го одбивала. Шишето со млеко, дека го буткала шишето. Преку дента било така како кенкаво, како да нешто не е окей. Меѓутоа не давало некое, да кажеме, отекување, некои знаци, вака што може надворешно да ги приметиш. Се дека вечерта не пробала да го даде млекото, кога дала млекото, кога почнала да го бутка шишето, тука станало сумнително зашто не сака да јаде. И било однесено на лекар и било констатирано дека е почнато нека алергиска реакција, каде што имала мали отоци внатре. Значи не биле некои прегледи за да биде до гушење, меѓутоа имала некои мали отоци внатре. Така да сакам да кажам дека многу внимателно кога имате мали бебиња, кога почнувате со нови намирници, кога треба да внесувате нешто ново, и тоа да биде една по една намирница. Меѓутоа, кога е нешто агресивно, така кога е нешто од повисок степен, како што беше кај Максим, значи во рокот од 2 минути, кај него настана целото тоа отекување. Така да тоа се тие и тоа се симптомите кога е. Тоа исто може да се случи кај оние што се алергични на пчела, доколку имаат убот од пчела, исто така доаѓа до отекување. Така да тука би било како прва помош апис со хистамин може да се земе, меѓутоа тука во такви случаи мора да се побара медицинска помош. Да бидат прегледани, нели доколку е потребно ќе се прими инекција. Така да тоа е она што сакав да го кажам и да го споделам со вас за хистамин лекчето. Верувам дека може на некои му биде од голема корист, затоа што не скоро, него сите што го имаат внесено како или како дополнително на комбинација за алергии, или пак како апис, што со апис го земале, или пак само хистамин го земале лекчето, гледаат одлични резултати, исто како што јас сум гледала кај Максим кога ќе се појави таа настинка, која што знам дека можно е да ми направи некоја обструкција. Доколку има некој прашање, би сакала да ви одговорам. Додека чекам некој ако се мисли дали да пиша, за крај само ќе повторам менторството за хомеопатија, некој што стварно сака да работи со хомеопатија, сака и за акутни состојби, значи ќе биде менторство само за акутни состојби, каде што ќе може да се работи, да го работите онлайн, како што и јас го работам. И ќе биде едно ново искуство, дефинитивно, меѓутоа дефинитивно е искуство кое што може многу исто и на вас да ви го промени животот.
Добро. Гледам дека нема некое прашање. Јас ви благодарам многу што се вклучивте тука заедно во живо со мене. Посакам да си имате убав остаток од вечерта и се држиме следната сабота со некоја нова лекче. Чао!